Во салата на Младинскиот културен центар Козјак вчера вечер се одржа конвенцијата на независниот кандидат за градоначалник на општина Куманово Горан Стојковски Диро и движењето Ред за Куманово. На промоцијата Стојковски ги повика граѓаните масовно да излезат на гласање, бидејќи според него изборната абстиненција им користи само на функционерските гарнитури кои што не носат никакви промени за обичниот човек. Стојковски потенцираше дека Ред за Куманово е движење на честни, одлучни и совесни граѓани, на луѓе што сакаат европско, чисто и достоинствено Куманово. Јасно и неспорно е погрешното управување со јавните работи, како што е неспорно дека погрешното управување доаѓа од досега етаблираните политички партии. Ако на една работа, како на сигурна можеме да посочиме, тоа е неспособноста и целосното отсутство на волја на промена за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на досега така наречените големи партии, кои што верувате веќе не се големи. Изборот помеѓу ВИФ и нас повеќе не е никаков избор. Политичкиот активизам е сведен на личните проценки за тоа преку која од нив поголемите партии најлесно ќе бидат остварени амбициите, односно желбата да се биде привилегиран. Промената на функционерските гарнитури кај нив не носи никаква промена за обичниот граѓанин. Прифативме политичките одлуки во нашата држава и во нашиот град, во наше име, да ги носат, верувате, расипаните, корумпираните и послушните. Избрани од нас подолго време на позиции без отпор од наша страна, работат против нас, а за опствените интереси. И повторно после 4 или 8 години, очени за било каква промена, легитимираме нови, кои повторно работат исклучиво за себе и за малата група привилегирани околу нив. Во ова замка, како град, не смееме веќе да запаѓаме. Почетокот на решението на нашите обшествени системски проблеми лежи во тоа што повеќе од нас треба да гласаат. Воспротивно се откажуваме од одлучувањето за самите нас. Констатацијата дека системот не функционира не ја дава целата приказна. Веруете и знаете, за некој системот одлично функционира. Неизлегување на избори е најдобриот начин да се осигурате дека системот и натаму ќе продолжи да функционира за истите. И тоа се подобро. Пред 4 години, близу 15.000 кумановци покажа дека повеќе не прифаќаат да гласат под диктат на самопрогласените партиски авторитети. Денешниот резултат од победата на тогаш независно Куманово на претходните локални избори не смее да не обесхрабри или поколеба. Нашата намера на независно Куманово пред 4 години беше искрена и честна. Независно Куманово застана зад кандидат кој што вети дека ќе се бори против клиентелизмот и против корупцијата и тендер шемите кои што беа воспоставени. Победи и му се даде шанса сето тоа да го одработи. Она што се случи потоа не е наш срам и никако не значи дека на овие локални избори повторно нема да грабиме кон истата цел. Конечно ослободување на институциите од партискиот притисок. Сметам дека Куманово не смее да биде оставено на избор. 3 мандат на Димитриевски, 4 мандат на Дамјановски Циц. Тоа е и мојот мотив, заедно со овој тим, да тргнеме во битка против рушење на ова партиска дихотомија. И од едната и од другата опција. Ги знаете кои се главните играчи, знаете што очекуваат и го знаете и крајниот резултат. Со овие луѓе, одговорно ви тврдам, Куманово изгуби веќе 20 години. Ве повикувам да не дозволиме Куманово да губи и понатаму.
Пред присутните говореа и носителот на листата на кандидати за советници Иван Петковски и Анита Цветковска, кандидат за советник од Движењето Ред за Куманово. Нашата програма е напишана според вашите секојдневни потреби. Ветувам дека вашите проблеми нема да бидат игнорирани, истакна Петковски. Редот почнува од искрените луѓе кои што сакаат безбедно, чисто, зелено и средено Куманово, кажа Цветковска. Кога го започнавме ова патување со нашиот независен кандидат за градоначалник Горан Стојковски Диро, дадовме едноставно, но моќно ветување. Ќе го поправиме градскиот часовник, што со години стоеше како нем сведок на нашиот застој. Но за нас тоа не е само часовник, тоа е символ. Символ на нередот што дозволивме да се шири во нашата општина, а во исто време символ на она што може да се случи кога ќе се обединиме со визија и решителност. Нашиот слоган на кампањата е Ред за Куманово, но да бидам јасен, ова не е само слоган. Тоа е повеќе од желба за еден град каде што работите функционираат како што треба. Град каде што граѓаните се почитуваат, услугите се испорачуваат навремено, а проблемите се речаваат, а не се одложуваат. Не сакам да верувам дека реката покрај која секој ден шетаме дека не може да се исчисти. Не сакам да верувам дека синот кој што го земал БМВ на татко му и јури по Октомвриска револуција со 100 на сат, дека на вистина не може да се казни, дека не може да престане тоа лудило во Куманово и хаосот. Сакам да верувам дека стварно и на вистина има искрени луѓе. Она што посебно инспирира е Диро. Значи, може би никој од нас не е совршен, затоа што совршенството постои само на инфлуенсерски приказни и на стори, меѓутоа, она што денеска е ретко да го сретнете, а тоа е човекот како Диро.